Во ова 2008 година се прославува 15 години од работата на студиите по дефектологија, односно на Институтот за дефектологија. Во рамките на оваа прослава се организира и меѓународна конференција на тема улогата на дефектологот во институционалниот и вонинституционалниот третман на децата со посебни образовни потреби. Исто така се организира и промоција на мојата книга под наслов 60 години образование и оспособување на дефектолошки кадри во Македонија и 15 години работа на Институтот за дефектологија. На конференцијата учествуваа околу 200 дефектолози и други стручни кадри од Македонија и од други факултети од странство. На свечениот дел од конференцијата и на промоцијата на книгата, покрај другите гости, беа присутни и ректорот на Скопскиот универзитет, професорот доктор Велимир Стојановски, и претеничката во Македонското собрание, господјата Лиљана Поповска. Поведи излагања на конференцијата дадоа професорот доктор Трајан Гоцевски, декан на Филозофскиот факултет, и професорот доктор Ристо Петров, ръководител на Институтот за дефектологија, а промотор на книгата беше професорот доктор Кирил Темков. Почитувани дами и господа, драги гости, почитуван ректоре на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Може би возбудата малку поголема, особено од две причини. Едната е бидејќи ние денеска расправаме за едно од можеби најфундаменталните прашања со кои што се соочува денеска цивилизацијата, и според една моја размисла, мислам дека во иднина на некој начин државите ќе се ценат по тоа докаде стигнаа во хуманоста, ќе биде тоа, оценката ќе биде што направија за луѓето кои што имаат пречки во својот развој. И од тука втората работа која што ме возбудува е често пати кога некој ќе спомне дека нешто сте кажале, не знам дали сте направили, но сте кажале нешто добро за тој сектор. И затоа така и ќе го почнам моето излагање, значи ќе ми дозволите во името на вработените на Филозофскиот факултет, во името на сите студенти, прво да ви го честам овој значаен јубилеј 15 години студии по дефектологија, но исто така да ве потсетам дека ова одбележување и ова научна конференција се одржува во рамките на нашето чествување по повод 88-те години од работа на Филозофскиот факултет. И се надевам дека одбрахме и правата тема и ја одбрахме, можеби го одбрахме и правото време кога ќе прозборуваме малку за улогата на дефектологот во овој наш институционален и воопшто општествен развој на нашата држава. Во ова пригода нема да го читам мојот реферат, ќе кажам само неколку збора кои што мислам дека се битни да се на некој начин потенцираат. Првата работа е, се потсетувам пред 15 години, кога отпочна идејата за формирање на студии за кадрите од областта на дефектологијата, односно да создаваме кадри кои што ќе работат со луѓето кои што имаат пречки во својот развој.
Едноставно, прво ние сите, вклучувајќи би и мене, не го разбиравме проблемот на универзитетот, а еден дел бегаат од тој проблем како да се работи за нешто исклучително страшно или непознато или непотребно. Беше потребно подолго време да правиме дебати, да заклучиме дека секоја нација, без разлика дали е нашата, дали е друга нација, дали се работи за луѓе од овој континент или од другиот, 1% од луѓе имаат потреба, посебни потреби и за нивното образование, за нивното згрижување, за нивниот развој и така натаму и така натаму. Од тука се постави клучното прашање дали може една држава, една нација да си дозволи да не создаде институционален систем за формирање на кадри кои што ќе го работат. Ако во севкупната организација на оваа конференција нешто ми причинуваше тешкотија, тоа е токму овој дел. Што за неколку минути да кажам од сето она што 15 години го поминавме на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет. Уште повеќе, што да кажам, а да не се повторам со ценетите професори кои што после мене ќе проговорат и ќе ја промовираат монографијата, која исто така исцрпно укажува на 15-те години студии по дефектологија во Република Македонија. Познав дека имаме човек кој Белградскиот универзитет, односно институциите, го кана да биде професор затоа што е стручен и таму работи. Човек кој откако млад тргнал у животната насока, тргнал да го посвети животот на овие специјални суштества со грижа за нивна рехабилитација и образование. Во државните институции, во социјалните комуникации и организации, во политичките форуми, во научните размери, во усовршувањето на стручњаците, толкава е придонесот голем на Љупчо Ајдински, да, кога дојде основањето на институтот, он го имаше веќе ореолот на голем професор, добротвор и научник. Тогаш почна да се бори такво образование да се основа и кај нас. Добро, што би ги поставихте овие три прашања. Зошто, како и кога се отворија студиите по дефектологија, односно Институтот за дефектологија? Затоа што и деканот при своето враќање на конференцијата по 15 годишнината, а и родителот на Институтот за дефектологија, кој зборуваше за работата на институтот, не ги по-широко елаборира овие прашања. Деканот веројатно сметаше дека ръководител на институтот ќе зборува повеќе за тоа, а ръководител на Институтот за дефектологија, како што и самиот при своето враќање нагласи дека ради да не се повтара со промоторот кој ќе зборува за книгата, тој нагласи дека накратко ќе се обрне, ќе се осврне на овие прашања. Бидејќи се работи за 15 години работа на овој институт и значењето е многу големо, јас малку поопштино се задржам во одговорот на поставените прашања. На прашањето зошто се отворија студиите и какви беа потребите, би го дал следниот одговор. Во 90-тите години, минатиот век, таму негде во 1990